на Самдорија и Црвена звезда. Околу 40.000 гледачи се на отварањето на мини-лигата на Купот на европските шампиони пред малку во Б групата Динамо Киев Бенфика 1:0. Знаете, се игра ова година во Купот на европските шампиони по нова формула, па на некој начин Црвена звезда која има многу проблеми околу составот на тимот. Не игра дури и Мирослав Танга вечерва и тој се жали на повреда, нема да игра и Савичевиќ. Белодедич 2 жолти картони, Лукич повреден, значи и евентуален неуспех. Не се сега толку значајни головите постигнати во гости, ведејќи реваншот не е по она стара формула. Гол во страна во симетрични резултати значи сега бот систем се игра секој со секој на домашен и во гости. Црвена звезда се разбира по сезија ќе ги игра сите надпревари во гости. Еве и информација што денеска добивме средбата со екипата на Андерлехт во второто коло. Црвена звезда ќе мора да го одигра тој надпревар во Будимпешта, не во Сегедин. Сегедин е многу близко до југословенската граница, а тоа значи може и нешто друго да залуда, не фудбалско, не спортско. Почеток на средбата, Црвена звезда значи без Савичевиќ, без Танга, Миловиќ, Радиновиќ, Василевиќ, Југовиќ, Најдоски, Неделковиќ, Стошиќ, Ивиќ, Панчев, Радковиќ, Михајловиќ. Се случи она што најмалку го посакуваше Владица Поповиќ на клупата за резервните фудбалери Лековиќ, Јовановиќ и, ако затреба, повредениот Танга. Со број 9, тоа е Вијали. Видовте, со задоцнување добивме слика, па во овој момент и точниот состав на Самдорија не можам да ви го соопштам. Во секој случај играат сите онија со кои располага Вујадин Бошков и повредениот Манини. Тука и Манчини, и Вијали, и Силас, и го видовме со дресот број 3 Катанец. Средбата води Жерар Бике од Франција. Инаку Црвена звезда и Самдорија играат речиси прв пат во европските фудбалски купови. Причината е на страната на Самдорија. Еднаш шампион оваа година, 3 пати победник во Купот на Италија, малку играше на европската фудбалска сцена. Меѓутоа, кога дојде на чело на Самдорија Вујадин Бошков за честија успесите, па последните 4 години 2 пати победа во Купот на Италија, шампион, и победа во Купот на победниците на куповите. Манчини. Крај него е Неделковиќ, само да видиме кој... Да, одресот со број 5. Капитен на екипата на Црвена звезда е Илија Најдоски. Со број 2 Манини. Серезо. Да видиме жол картон за Најдоски. Фолирање Ломбардо. Со број 7 Ломбардо, а тоа Ломбардо се во надпреварите на Купот на европските шампиони за екипата на Самдорија во претходните средби. Играше екипата на Самдорија со Розенборг 5-0 и 2-1, со Хонвет 3-1 и 1:2. Ломбардо постигна 3 гола, Вијали 3, до сена 2. Вечерва до сена не е во составот на Самдорија. Серезо и Силас по 1 тим, по 1 гол. Тим има Вујадин Бошков од италијански, бразилски и еден до вчерашен југословенски репрезентативец, како што знаете, Сречко Катанец, и тој
изјави дека нема повеќе да настапува за репрезентацијата на Југославија. Ќе остане со 31 натпревар со 4 постигнати голови, а Вуради Бошков пак одигра 57 натпревари за југословенската фудбалска репрезентација. Најдовски. Радиновиќ. Вијали. Манчини. Шанса и дали ќе биде гол. 1:0. Некако задоци, број 10, тоа е Манчини. Задоци со интервенцијата Милоевиќ. Дали некој од фудбалерите на Црвена звезда патем го смени правецот на топката, ќе видиме во секој случај. Лош почеток за екипата на Црвена звезда. Број 5, тоа беше Неделковиќ и 1:0. Неделковиќ не успеа да стигне навреме, а да видиме дали пак и тој ја завати топката. Седно, таа одседна во мрежата на Милоевиќ во 7-та минута. Самдорија води со 1:0. За Милоевиќ лош почеток. Подруго беше во Манчестер. На самиот почеток одбрани пенал. Ивиќ. Сересо. На Манчинова е втор гол во надпреварите на Купот на европските шампиони. На голот на Самдорија, Джанлука Пајлука беше резерва на светското фудбалско првенство минатата година. Има многу слободни места на клупата за резервните фудбалери на Црвена звезда. Катанец. Серезо. Ланна. Милоевиќ. Ратковиќ. Југовиќ. Панчев. Со број 5 Вјерховот. Топка за Самдорија. Сересо. Пари. Сересо. Марко Лана. Со број 7 е Ломбардо. Михајловиќ. Стошиќ. Слободен удар. Судијата Жерар Биге од Франција го водеше надпреварот Црвена звезда Келн 2:0. Во реваншот, знаете, 0:3. Ломбардо. Серезо. Пари. Пари. Вјерховот. Лана. Пари. 10-та минута од првото полувреме. Самдорија Црвена звезда 1:0. Стрелец Манчини. Најдовски.
Михајловиќ. Стошиć. Радиновиќ. Неделјковиќ во офсайд. Го гледате тренерот на Црвена звезда Владица Поповиќ, на вистина многу проблеми. Белодедиќ, Лукиќ, Савичевиќ, Танга. Сигурно Сонив, Црвена звезда е друг тип. Пајлјука. Стошиć. Фолираше Катанец. Инаку деновиве во центарот на вниманието во Италија, екипата на Црвена звезда, Вјарковот и Панчев, Дејан Савичевиќ, разни комбинации, се разбери за Дарко Панчев, меѓутоа последните вести и написи во Гверини Спортиво велат дека Дејан Савичевиќ најверојатно ќе помине во Јувентус. Неку председателот на Јувентус и сопственикот на Фиат Джовани Анјели вели дека Дејан Савичевиќ е скапоцен златен накид и тој ќе биде вистинска замена за Мишел Платини. Михајловиќ. Југовиќ. Стошиć. Неделјковиќ. Пајлјука. Во купот на УЕФА се играат финалните надпревари. Стеуа Дженова 0:1. Самдорија е тим од Дженова. Ломбардо. Вијали. Серезо. Погри Серезо. Биге покажува дека Стошиć направи прекршен. Серезо во италијанското фудбалско првенство одиграл 198 надпревари. Катанец. Инаку 1980 година, кога повторно беше дозволено странските фудбалери да играат во италијанските прволигаши, го гледате Вујадин Бошков, кој играше за Самдорија, а сега е на нејзино чело во деновите кои ги постигнува своите најголеми успеси. Од 1980 година 173 фудбалера од странство ги засилуваат италијанските екипи. Не случајно затоа Италија има и најсилна, и најквалитетна, најинтересна и најпосетена прва лига, а Стромбек од Шведска со 201 надпревар е рекордер по одиграните надпревари. Неделјковиќ. Ломбардо. Вијали. Бонети. Василиевиќ. Стошиć. Ратковиќ. Михајловиќ. Југовиќ.
Радиновиć, Mihajlović, Mihajlović, Najdovski, Jugović, Ivić, дури тројца пред него, расчистува Серезо, Ломбардо, пред него Најдовски, да видиме. Катанец, знаете што бара, да покаже уште еден жолт картон за Илија Најдовски, а тоа се знае. Црвена звезда со играч помалку. Само со помена сега помина Илија Најдовски. Слободен удар за екипата на Самдорија. Седумнаесета минута, 1:0 за домакинот. Стрелец Манчини во 7-та минута. Манчини, Серезо. Добра е тоа комбинација. Шутираше Пари. Најдовски. Ивич. Добар фудбалер е Ломбардо и мощен брз. Во италијанското фудбалско првенство Самдорија слабо игра, 11 одиграни надпревари, 6 дури порази, освоени се само 8 бодови. Се чини дека Вујадин Бошков со Самдорија својата шанса за успех ја гледа во Купот на европските шампиони. Серезо. Стошич. Милоевиć, Неделјковиć, Стошич, Ратковиć, Ломбардо, Вијали, Серезо. Серезо, Тонињо има 36 години. Вијали. Фулираше Ивич. Серезо, Манчини, Пари. Интервенција на Најдовски. Михајловиć. Југовиć. Крај него е Манини. Погреши Југовиć. Роберто Манчини во офсајд. Еден од најпознатите тренери во Европа, нема земја во која не ги искажал своите тренерски квалитети Вујадин Бошков. Инаку во Самдорија покрај Бошков играше и неговиот врсник од шампионскиот тим
и на Војводина, иако само под негово раководство Војводина беше првак на Југославија, играше и Тодор Веселиновиќ во редовите на Самдорија. Со Бошко, со Крстич, со Веселиновиќ, со Миланов, екипата на Војводина навистина беше еден од најдобрите екипи во Југославија во времето на доминацијата на Црвена звезда, Партизан, на Динамо, на Хајдук. Аут за Неделјковиќ. Серезо, Ивиќ, Ратковиќ, Ивиќ, корнер или гол аут. Топка за Джанлука Паљука. Средина на првото полувреме. Самдорија, Црвена звезда 1:0. Стрелец Манчини во 7-та минута. Ратковиќ, Југовиќ, Најдоски, слободен удар. Со број 9 Вијали. За Вијали велат дека е вистински мајстор Джипунов во екипата на Самдорија, која ќе влезе во 16 метри. Скоро сите пенали се досудени над него за Самдорија. Манчини, Милеевиќ, Неделјковиќ, Стошиќ, Најдоски, засека Паљука не е загрозен. Единствената шанса што имаа домакините, Самдорија, преку Манчини ја претворија во гол. Михајловиќ фолира Ломбардо. Михајловиќ, пред него беше Манчини. Најдоски, 20 минути до крајот на првото полувреме. Радиновиќ, Михајловиќ, Југовиќ, Радиновиќ, Стошиќ, Југовиќ, корнер или аут, прв корнер за Црвена звезда, прв на средбата. Михајловиќ. Тоа беше Ратковиќ, Манчини,
Стошич. Неделјковиќ, Стошич. Најдовски. Радиновиќ. Неделјковиќ. Стошич. Југовиќ. Радиновиќ. Вјерховот. Пари. Василиевиќ. Вјали. Крај него е Михајловиќ. Судијата почитува предност, да видиме сега. Топка за голманот Милоевиќ. Вјали бара прекршок. И Бонети. Серезо. Најдовски до Милоевиќ. Игра Илија Најдовски во улогата на Белодедиќ, а мора и собствената улога да ја одигра на оваа средба. Ломбардо. Фолираше Радиновиќ. Строг критериум Жерар Биге. Жол картон. Најдовски и Радиновиќ. Серезо. Подметната нога на Најдовски без проблеми за Милоевиќ. Нова акција на Самдорија. Вјали. Југовиќ. Ивиќ. Стошич. Радиновиќ, Михајловиќ. Ратковиќ. Мора многу побрзо да се игра. Манчини. Најдовски. Манчини, ова е Владица Поповиќ, Паджај, Цветковиќ. Навистина, тука и доктор Нешовиќ, кој има многу работа последниве денови, а Савичевиќ постоеше и можност да игра, меѓутоа очигледно Црвена звезда ги чува своите фудбалери, оние што се повредени. Ломбардо Миловиќ брзо интервенира за оне последен најзначаен натпревар во следниот месец со Коло-Коло во Токио во финалето на Интерконтиненталниот куп. Манини. Бонети. Пред него беше Неделјковиќ или Василиевиќ. Слободен удар за Сампдорија.
Стрелецот на единствениот гол Роберто Манчини. Василиевич. Манчини. Страутен удар беше тоа на Роберто Манчини. Неделковиќ. Неделковиќ. Василиевич. Бонети. Вијали. Катанец. Василиевич, Југовиќ. Слободен удар за Црвена звезда. Фаулираше Катанец. Катанец како фудбалер на Самдорија одигра 7 надпревари за југословенската репрезентација, како фудбалер на Штутгарт 5, на Партизан 11, на Олимпија 8, а сите пак 57 надпревари за југословенската репрезентација Бошков ги одигра како фудбалер на Војводина. Серезо. Лана. Манчини. Серезо. Вијали, Серезо. Тука беше Радиновиќ. Ломбардо. Василиевич. Манчини. Серезо. Катанец. Бонети. Ивич. Сам е Дарко Панчев. Без Савичевиќ тешко и тој да дојде во ситуација да го загрози голот на Пајука. Катанец. Серезо. Манини. Најдовски. Радиновиќ. Стошиć. Најдовски. Радиновиќ. Стошиć. Слободен удар. Се чини дека Стошиć токму и тоа го бараше. Индиректен удар, така покажува Жерар Биге. Панчев и Биге. Може би Биге ќе биде присутен на свеченоста во Париз, веројатно во јануари идната година, кога на Дарко Панчев ќе му биде врачена златната копачка. Михајловиќ. Само аут.
Василиевич, Најдовски. Радиновиć, Михајловиć, Радиновиć, Василиевиć, Михајловиć, Вјерхов па Неделјковиć, Стошиć, Панчев, Неделјковиć, Ратковиć шутира без проблеми за Пајлјука. Дали Вујадин Бошков најавува измена? Тешко Владица Поповиć да се реши за некоја измена. Имаше, се разбира на почетокот, многу проблеми во одбраната. Црвена звезда со овој резервен, со овој принуден тим, сепак ги искажува своите вредности. Црвена звезда игра, да подсетам уште еднаш, без Танга, без Савичевиć, без повредениот Лукиć, без пожалтениот Белодедиć. На резервната клупа Лековиć, повредениот Танга, може би и тој во текот на средата и ќе заигра, и Јовановиć, не сметајќи ги се разбира, може би Владица Поповиć и така размислувал, и на Џајич и на самиот себе. Во таква едноставно незгодна ситуација се најде околу составот на тимот пред овој значаен натпревар. На повреда се жали Ивиć. Најдовски, Ломбардо, Катанец, Серезо, Најдовски, Пет минути до крајот на првото полувреме со голот на Манчини во 7-та минута. Самдорија води со 1:0. Трет жолт картон за Црвена звезда. Михајловиć немаше можност Жерар Биге да види дека и двајцата фудбалери сега се послужија при овој дуел и со рацете, меѓутоа пожолтува Црвена звезда во Џенова на стадионот Луис Ферарис. Манчини. Невисоко скокна Ломбардо. Еден од сепак од помладите фудбалери во Самдорија, има 25 години. Најдовски. Радиновиć, Михајловиć, Радиновиć, Вјерковот, Радиновиć, Михајловиć, Пари, Манчини, Василиевиć, Михајловиć, упатена топка до Ивиć, но завршува во нозете. А сега да видиме дали ќе дегажира или едноставно ќе проигра некој од своите фудбалери голманот Пајлјука. На спевката кажува дека е задоволен Вујадин Бошков. Катанец, поуспешен од Ратковиć. Од Најдовски во корнер.
Роберто Манчини. Уште еднаш Манчини. Ломбардо. Тука беше и Катанец. Бонети. Серезо. Манчини. Се разбира, Најдовски расчистува. 43-та минута од првото полувреме, 1:0. Дваесет минути помалку ефективно се играше. Стошич. Неделковиќ. Југовиќ. Стошич. Неделковиќ. Бонети. Биге покажува дека Ивич направи прекршок. Со број 11 Ивано Бонети. Во право е Жерар Биге. Вјерховот. Ломбардо. Лана па Бонети. Катанец. Бонети. Манини. Манчини. Манини и повторно Најдовски. Серезо. Пари. Пајука. Серезо. Ломбардо. Во овој момент судијата Жерар Биге одсвири крај на првото полувреме. Ломбардо осуди Манчини и 11 Ивано Бонети. Следбата ја води судијата Жерар Биге од Франција во првото полувреме. Радиновиќ, Најдовски и Михајловиќ жолти картони. Михајловиќ. Стошич. Манчини. Катанец. Неделковиќ. Без жолт картон. Лана. Михајловиќ. Вјерховот и Ратковиќ. Ломбардо. Радиновиќ. Вјерховот. Ратковиќ. Југовиќ. Во борба со Серезо. Мораат фудбалерите на Црвена звезда многу побрзо да се ослободуваат од топката. Вијали. Тешко се победува крај Илија Најдовски. Аут за Црвена звезда. Василиевиќ. Катанец.
Најдовски, Михајловиќ. Ивиќ. Интервенција на Пари. Манчини, Серезо. Манчини, не успеа Радиновиќ. Има жолт картон. Манчини, Катанец и Ломбардо пред Милоевиќ. Југовиќ, Пратковиќ. Манчини, Најдовски. Панчев, пред него беше Вјерховот. Фолираше Вијали. Василиевиќ. 5 минута од второто полувреме. Сампдорија Црвена звезда 1:0. Југовиќ. Пратковиќ. Михајловиќ. Југовиќ. Манчини. Без него тешко за Милоевиќ и Црвена звезда. Уште една успешна интервенција на Илија Најдовски. Ломбардо. Михајловиќ. Серезо. Вјерховот. Добра интервенција на Милоевиќ. Михајловиќ. Катанец. Вијали. Единствено решение. Неделјковиќ. Корнер. Иницијатива на Сампдорија. Се повеќе се игра пред голот на Милоевиќ. Бонети. Манчини. Манини, Стошиќ, Манини па Бонети. Страшно брзо темпо наметна домашните фудбалери. Манини. Фолираше Катанец или Вијали. Топка е тоа за Црвена звезда. Југовиќ. Михајловиќ. Стошиќ. Најдовски. Панчев. И ове за жолт картон, да видиме. Да.
така да рече првпат удрив, но Ивано Бонети жолт картон. Се жали на повреда Неделјковиќ. Неделјковиќ, Радиновиќ, Манини, Манчини, и сега опасно. Се беше како што може да посака само Вијали, но Милоевиќ сето тоа внимателно го следеше и изворено интервенира. Останува 1:0. Негова шанса за постигнување на гол. Ломбардо, Радковиќ, Катанец, Ломбардо, Милоевиќ, Ивиќ, фолираше Бонети. Години нема ниту еден во редовите на Самдорија. Само 16 години е сериозно постар од Ивиќ. Михајловиќ, Панчев, фаулирање. Најдовски. Вијали, Бонети, Милоевиќ. Останува Дарко Панчев тамо на 17-18 метри од голот на Пајлюка. Играта продолжува. Југовиќ. И треба Лау да извели топката прекид, да му се укаже помош на недобриот европски стрелец. Дарко Панчев против Аполон постигна еден гол, постигна и против Портдаун. Дали уште еден проблем за тренерот Владица Поповиќ. Веројатно фудбалерите, односно стручен штаб на Црвена звезда добро постапи. Недоволно поравениот Дејан Савичевиќ не и на клупата за резервните фудбалери. Црвена звезда очигледно се е подредено во овој момент на средбата со Коло-Коло во Токио на 8 декември во рамките на финалето на интерконтиненталниот куп, кој се заврши на некој начин трофеј на оваа година за клупскиот фудбал. Секако една од најуспешните за Црвена звезда, за Југославија. Екипата на Црвена звезда следниот натпревар против Андерлехт во Купот на европските шампиони во А групата од Лигата на Купот на европските шампиони, кај го игра со Андерлехт во Будимпешта. УЕФА не го прифаќа, односно го прифати предлогот на Андерлехт да не се игра во Сегедин, туку во Будимпешта. На 11 ова средба, меѓутоа, веројатно, Андерлехт пак ќе прифати со Црвена звезда да игра може би 7 дена подоцна. Поради обврските што ги има Црвена звезда во Токио, а во Токио таа ги застапува пак и боите на европскиот клупски фудбал. Пајлюка.
Бари. Вијали. Радиновиќ. Неделјковиќ до Милоевиќ. Василиевиќ. Најдовски. Ратковиќ. Југовиќ. Панчев сакаше да го проигра Ратковиќ, не успева. Катанец. Бонетти. Катанец. Бонетти. Југовиќ. Ивиќ. Катанец. Манчини. Пред него е Најдовски. Михајловиќ. Серецо. Реванш на преварот на некој начин се игра дури во петото коло на 1. април. Црвена звезда е домакин каде? Против Сампдорија. Радиновиќ. Југовиќ. Радиновиќ. Најдовски. Јарховот. Најдовски. Скок на двајцата, ќе погледнеме. Топката во голаут, а ја почувствува силата на Најдовски Серезо. 17-та минута од второто полувреме, Сампдорија Црвена звезда 1:0. Стрелец Манчини или Неделјковиќ седно водство на Сампдорија. Во второто полувреме екипата на Виодин Бошков многу подобри, имаше неколку убави шанси пред се она на Вијали на почетокот на вториот дел да дојде во водство од 2:0. За сега, за овие 62-3 минути, ниту една шанса на Црвена звезда за постигнување на гол. Лана. Серезо. Радиновиќ. Југовиќ. Ивиќ. Корнер или слободен удар. Изранување во корнерите по 2 за двете екипи. Сампдорија води со 1:0. Михајловиќ. Пред него Манчини. Така беше и во првото полувреме при изведувањето на еден слободен удар. На дозволено растојание секојаш Манчини. Југовиќ. Пајука. Ломбардо.
Вијали во офсайд. Југовиќ. Стошиć. Фолираше Ломбардо. Дали трета топката ќе заврши во добро поставени од Манчини. Михајловиќ сакаше да го изненади Пајлјука. Катанец. Неделјковиќ прави прекршок. Ова е моментот кога Пајлјука беше внимателен, навреме интервенираше по слободниот удар на Михајловиќ. Вијали, Бонети. Вијали. Бонети. Вијали и Василиевиќ. Бонети, сега може да биде опасно. Најдовски. Стошиć. Југовиќ. Нема ништо од брз против напад на голот на Пајлјука. Југовиќ. Сересо. Манчини. Вијали. Бонети. Катанец. 25 минути до крајот. Остануваат оние показатели од првото полувреме. 1-0. Стрелец Манчини. Фолираше Катанец. Југовиќ. Најдовски. Манини. Дали престои измена во редовите на Црвена звезда и Панчев се жалеше на повреда. Василиевиќ. Неделјковиќ. Погреши Михајловиќ. Да видиме. Јовановиќ најверојатно, бидејќи Танга покрај Јовановиќ единствени резервни фудбалери, не сматајќи го голманот Лековиќ. Предраг Јовановиќ се подготвува да влезе во игра. Пајлјука. Василиевиќ. Сега покорисно за својата екипа. Радиновиќ. Подметна нога. Бонети и не греши што не ја прекина играта Жерар Биге. Катанец. Сересо. Вијали.
Фулира Василиевиќ. Можност за измени, да видиме. Број 14 и број 8. Ивиć, на негово место Јовановиќ. Бонети, Радиновиќ, Југовиќ, Најдовски, Стошиќ, Радиновиќ, Михајловиќ, Пари, Лана, Манчини, Ломбардо, Серезо, Бонети, Василиевиќ пред Вијали, Михајловиќ, Ломбардо, извореден удар на Ломбардо. Браво Милоевиќ. Еден од најубавите моменти на средбата. Останува 1:0, 20 минути до крајот. Заслужува да се погледа. Манчини. Интервенираше Илија Најдовски. Михајловиќ. Најдовски. Кратковиќ. Најдовски. Радиновиќ. Манчини. Слободен удар за Сампдорија. Пари. Многу чекаше. Серезо. Катанец. Нема прекршок, нема пенал. Вијали. Браво. Тоа беше Илија Најдовски. Ја симна некако топката пред Катанец. Најдовски. Двајцата капитени. Најдовски и Манчини. Фолираше Ломбардо. Ето со повторањето на ова снимка, на овој момент задосни режисерот.
Југовиќ. Катанец. Манчини. Вијали. Грешка на Милоевиќ. Грешка на Милоевиќ. Вијали 2:0. Погреши младиот голман. Да погледнем уште еднаш. Вијали сам против двајца или тројца фудбалери на Црвена звезда изворедно беше проигран од Манчини. Не успеа Василиевиќ. Мајсторски тоа го направи. Останува малку надеж до крајот на средбата фудбалерите на Црвена звезда да го подобрат овој резултат. Реков на почетокот, не е сега толку значајно да се постигне гол во гости. Ова е лига, се играат 6 надпревари, Црвена звезда по 2 пати со секој противник. Последното коло со Андерлехт, третото коло на 4 мај идната година. Панетеникос Црвена звезда, Андерлехт Самдорија и се така до крајот Црвена звезда може во следните надпревари, која ќе биде комплетна се разбира, да се избори, да ги подобри своите шанси во борбата за првото место, да избори уште едно финале во купот на европските шампиони. Серезо. Најдовски. Ратковиќ. Вјарховат. Катанец. Слободен удар. Разрешија проблемите Катанец и Најдовски. Кратко време играа заедно во дресот на Југославија. Најдовски. Стошиć. Најдовски. Радиновиќ. Југовиќ. Јовановиќ. Југовиќ. Михајловиќ. Јовановиќ, дали ќе стигне? Аут за Црвена звезда. Југовиќ. Серезо. Михајловиќ. Василиевиќ. Ратковиќ. Бонети. Пари. Неделковиќ. Радиновиќ. Самдорија Црвена звезда 2:0. Стрелци Манчини и Вијали.
Михајловиќ, Братковиќ, Вијали направи прекршок, меѓутоа судијата Жерар Биге очекува навистина тој да покаже дека е тоа прекршок, не прекина играта. Вујодин Бошков очигледно задоволен. Дали во последните 10 минути ќе изврши измена во својата екипа. Пари. Ломбарто. Серезо. Стошиć. Југовиќ. Југовиќ. Стошиć. Панчев. Братковиќ. Со раке играше Катанец. Палјука. Фолирање Панчев. Неполни 10 минути до крајот. Самдорија Црвена звезда 2:0. Југовиќ. Пари. Михајловиќ. Најдовски. Катанец. Југовиќ. Најдовски. Бонетти. Катанец. Најдовски. Југовиќ. Стошиć. Југовиќ. Михајловиќ. Југовиќ. Манини. Надиграни, натрчани и на крајот победени. Фудбалерите на Самдорија водат со 2:0, ослабената Црвена звезда, без Белодедиќ, без Лукиќ, без Савичевиќ и Танга долго време долеваше на нападите на Самдорија. Најдобрите репрезентативците на Италија во дресот на Самдорија, Манчини, Вијали, стрелци на головите до крајот уште 7-8 минути. Уште една добра интервенција на најдобриот поединец во редовите на Црвена звезда Илија Најдовски. Стошиć. Југовиќ.
Јовановиќ, Манини, Бонетти, Стошиć, Ратковиć, Вјарховат, Бонетти, Манини, Лана, фолираше Василиевиќ. Дали на местото на Бонетти, кој или број 8, тоа е Серрезо и Вернизи. И Вернизи со број 14. Пет минути до крајот на средбата, Самдорија Црвена звезда 2:0. Манчини. Југовиќ, Јовановиќ, слободен удар. Пари. Ломбардо. Василиевиќ. Манчини. Вијали. Милоевиќ. Михајловиќ. Југовиќ. Јовановиќ. Стошиć. Ни час игра до крајот уште 3 минути, ефективно се разбира, сметајќи го целиот тек на преварот. Радиновиќ. Радиновиќ, Панчев и интервенција на Паљука, прв удар на Дарко Панчев на голот на Самдорија. Речи си, ниту една единствена шанса за екипата на Црвена звезда на ова средба. Ова беше на некој начин прв пат да се загрози голот на Паљука. Премалку се разбира да се постигне успех. Југовиќ, не успеа Стошиć. Меѓутоа, рековме, на ова средба Црвена звезда без многу своји стандардни, без многу своји добри поединци. Манчини, интервенција на Милоевиќ. Одбраната благодарение на Најдовски долго долеваше. Бело Дедиќ е многу сигурна.
со Савичевиќ во средината. Црвена звезда е друга екипа, а со Лукич и Панчев. Еве го моментот кога Панчев шутираше, но Паљука беше добро поставен и внимателен. Се разбира, со нивно враќање во екипата на Црвена звезда, европскиот шампион може да ги задржи шансите за место во финалето на Купата Европските шампиони. Преостануваат уште 5 надпревари во кои Вујадин Бошков по ова победа се разбира задоволен е и може да верува дека неговата екипа ќе го освои првото место, а Владица Поповиќ и фудбалерите на Црвена звезда имаат право, се разбира, спортски да се надеваат со комплетен состав на следните надпревари. Овие што добија жолти картони: Радиновиќ, Најдовски, Михајловиќ, тоа им се први жолти картони и можат да играат веќе на следниот надпревар со Андерлехт, веројатно на 18 декември во Будимпешта. Последни моменти, во секој момент очекуваме судијата Жерар Биге да отсвири крај на средбата. Самдорија Црвена звезда 2:0. Италијанскиот шампион, поуспешен, подобар, заслужено вечерва и ги освојува првите бодови во лигата на Купот на европските шампиони, во А групата, во која покрај овие две екипи вечерва игра и Панетенаикос Андерлехт. Во Б групата Динамо Киев Бенфика 1:0, некаде во текот на второто полувреме. Веројатно Барселона и Спарта водат интересна